Често пати се случува да спијат, затоа што ние имаме и друг закон кој го почитуваме Ајтерс погодба, кај што вика задолжителен дневен и неделен одмор. И во тој период возачот не смее ништо друго да работи, значи само да спие, да се одмора, да седи и ги најчесто се случува навечер, им тропаат на кабината, ги бунат, ги будат од спиење, им го бараат пасошот, ги проверуваат печатите за влез и излез и доколку се случи да пречекорил тие 90 дена, возачот го симнуваат од камионот, му ставаат лисици, не му дозволуваат ништо да си земе своји работи што ги има во кабината на возилото и го носат во притвор заедно со сите други мигранти. Возилото, кое што во исто време е товарено со стока, која што може да вреди од 5.000 до 150.000 евра и повише, значи или го стават на тој паркинг плац незаштитено, или го носат на некој друг паркинг плац, али пак е незаштитено. Што значи во овие услови не настрадува само возачот и превозникот, туку и собственикот на стоката, бидејќи може да дојде до кражба, до било какви работи, штетување или можда е рокот неопходен репроматеријал кој треба да стаса за да продолжи производството.